Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитани гледачи. Вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Неделава одбележа два клучни настани. Првиот настан е тој воен конфликт помеѓу Соединетите американски држави и Република Иран, кој сега полека се канализира, меѓутоа ќе видиме како тамо ќе се одвиваат работите. И вториот клучен настан, многу клучен за Република Македонија, многу клучен за Балканскиот полуостров и многу клучен за Југоисточна Европа, е пуштање во работа на турскиот тек во присуство на Владимир Путин, Тајип Ердоган и два локални лидери. Председателот на Република Србија Александар Вучич и премиерот на Република Бугарија Бојко Борисов. Ние ќе се обидеме да ги измиксуваме овие два настани, да направиме одредена геополитичка анализа. Останете со нас наредните 50 минути, сигурно нема да загалите. Даворон Штерн беше прв човек неина во два мандати. Беше министар за економија или министар за господарство во владата на Република Хрватска. Во мандатот кога Даворон Штерн е прв човек неина и не инвестира повеќе од 1 милиарда долари во нафтено наоѓалиште во Сирија. Тоа е сега напуштено. Меѓутоа со Даворон Штерн, кој важи за најголем нафтен експерт на просторот на поранешна СФР Југославија, разговараме за тие нафтени игри и што во наредниот период можеме да очекуваме. Дали имаше своји наоѓалишта на нафта во Сирија, на природен газ? Имавте во Русија, тоа знам, меѓутоа мислам дека имавте и во Сирија. Ве прашувам бидејќи прашањето на Сирија би сакал да го анализираме од енергетски, а не од геополитички аспекти, иако тие работи се испреплетуваат. И многумина смета дека Сирија е клучна за да се стави брана на можна траса од Катар до Турција или до Западна Европа, и дека војната во Сирија всушност во основа е војна за енергенсите. Da. Sirija je bila veliki uspjeh inih inženjera, zato jer je na području koje je već prije bilo istraženo i napušteno kao neperspektivno, INA ipak uspjela naći rezerve nafte i plina, kondenzat vrlo kvalitetan, INA je uložila $1 milijardu u razvoj tog polja i to polje je nosilo milijarde dolara. Во Сирија? U Siriji, da. To je mnogo pari. Da, jako puno. Ali je svaki mjesec dobivala $65 milijuna od derivata, odnosno kondenzata koji je tamo bio proizveden. Znači za godinu i pol dana vi ја вадевте таа инвестиција. Otprilike se to vraća natrag i dobro, nije sve, ne bi to nastavilo tim tempom jer bi došlo do pada proizvodnje, međutim odluka da se napusti Sirija je došla prerano, po mom mišljenju prerano. To je bila politička odluka radi još Asadovog režima koji je bio čvrst, pa je Evropa razmišljala o uvođenju sankcija prema Siriji, ali je INA bila ta koja je među prvima napustila Siriju. Ja sam tada bio predsjednik nadzornog odbora u INI i bio sam jako protiv toga, jer smatram da se $1 milijarda ne smije ostaviti na otvorenom. Imali smo mogućnost da iznajmimo to polje i te uređaje koje su tamo stvoreni ruskim ili kineskim kompanijama koje su tada radile u Siriji i cijelo vrijeme rata su radile u Siriji. Međutim, politička je odluka bila da se povučemo kompletno iz Sirije i sada bojim se da niko ne zna šta se događa sa tim poljima u Siriji koje su vrlo kvalitetna i dalje rade, prema mojim saznanjima i dalje rade. Раковиќ, би сакале ли да искоментирате руската позиција или руската политика? Во изминалите 2 години Русија се заплетка во одредени односи во Црна Гора, а подоцна во Република Македонија. Како Русија во еден временски период да проба да спроведи исто сценарио и во Црна Гора и во Македонија пред тие две држави да станат членки на НАТО. Како би дефинирале таа руска политика? To je bila diplomatska politika Rusije. Dakle, nije bilo nikakvih namera da se neko svrgne nasilnim putem, kao što je nametnuto i inscenirano. To je inscenacija. Pa to je inscenacija. Во Република Македонија беше она несрекна афера кога некои руски комичари разговара со Зоран Заев. Dobro, to je šaljivo, to je Monty Pythonovski scenarij. Se otvorија серија на афери. Tako je, ali to je Monty Pythonovski scenarij. Naravno, Makedonija nema nikakav problem ni sa Srbijom, ni sa Rusijom. Makedonija ima problem sa drugima i sa tim što je i sama na kraju dozvolila, nažalost, nije imala ni snage, da imala snage ne bi dozvolila je da sve ono što je učinila, pa čak i protiv Srbije za prethodnih 20 godina, bilo je toga puno, je li tako? Da, priznanje na Kosovo. Sigurno. I redica glasanje za otimanje srpskih crkava pri UNESCO-u, za glasanje za Interpol i tako dalje i tako dalje. Uprko svemu što je Makedonija uradila, pokušala dobrovolji Zapad, onda se na kraju ipak došlo do razrešenja. Čini mi se da je bilo bolje i evo sad vidimo da postoji neka veza ekonomska ili već kakva veza, ne znam šta mali Schengen sve treba da podrazumeva. Znači, da li je to
Da li je to treba da bude zaista nalik onom Schengenu velikom? Onda je to ozbiljnije geopolitičko povezivanje. Na kraju smo došli od toga da opet treba da budemo zajedno. I bolje da budemo zajedno. Robert Kennedy помалиот е син на Боби Кенеди и внук на Џон Кенеди, кој беше председател на Соединетите американски држави. 2015-2016 година во Политико тој објавува одредена анализа кај објаснува кои се мотивите за војната во Сирија. Според Кенеди помладиот, причините за таа војна е изградба на гасоводот од Катар до Западна Европа. Всушност Катар 2011 година сака да изгради гасовод во должина од 1500 км, вреден 10 милиарди долари, и тој природен газ кој е најден во Јужен Парс, а тоа е најголемото наоѓалиште на природен газ во светот, кој го делат Катар и Иранската република, да го донесе до територијата на Западна Европа. Руската Федерација, која во најголем дел ја снабдува Западна Европа со руски природен газ, не сака да дозволи изградба на тој гасовод од Катар до Западна Европа. Така почна војната во Сирија, бидејќи Сирија, за да не ги наруши своите односи со Руската Федерација, не дава согласност преку нејзина територија да поминува тој гасовод. Така почна војната која трае до денешен ден. Еден од представниците на кланот Кенеди пред една или пред 2 години имаше една геополитичка анализа кај што вели дека војната во Сирија всушност е војна која требаше да го спречи тој нафтовод или гасовод од Катар до Западна Европа. И дека тоа е суштината на таа војна. Вие сте биле во Сирија како представник на ИНА, имавте таму нафтени полиња, огромна инвестиција. Кој е вашето размислување? Дали суштината на војната е нафтата, гасот, посебно природниот газ? Da, cijela priča Srednjeg istoka je čudna. Možete imati puno teorija. Da li je Sirija došla u tu situaciju? Cijelo pitanje čak arapskog proljeća bi se trebalo promatrati u tom kontekstu. Jer ono što se dogodilo u Libiji, ono što se događalo u Egiptu, ono što se događalo u Libanonu, ono što se događa u Siriji, to je sve u jednom kontekstu nekoga ili nečega što je htio napraviti jedan novi poredak na Bliskom istoku, dovesti demokratske režime u zemlje u kojima demokratski režimi vrlo teško mogu funkcionirati. Evo sad vidimo da nakon toliko godina rata i Irak ne funkcionira, i Libija ne funkcionira, Libanon ima opet probleme. I to se prelilo u Siriju. Iz kojih razloga? Da li je to zato da se spriječi kopneni prijevoz nafte iz Irana preko Sirije, Turske u Europu, ili su neki drugi razlozi? Vrlo teško o tome govoriti, to je opet bi bila jedna od mnogih teorija, ali je činjenica konkretno za INA-u da se napustilo jedno nalazište nafte koje je bilo vrlo profitabilno za INA-u i da već godinama se ne zna šta se tamo događa, nafta se eksploatira, pitanje je kad će se INA moći vratiti na to. Кога пред 20 години, по завршување на тој конфликт помеѓу тогашна СР Југославија, Косово и НАТО интервенцијата на просторот на поранешна СР Југославија, беше отворена базата Бонстил, незината примарна задача не беше да го стабилизира регионот, туку да биде супорт или да биде поддршка или да биде војна логистика на тој нафтовод Амбо кој американците требаше да го градат од некаде Средна Азија до Западна Европа. Бидејќи во меѓувреме се откажа идејата за изградба на нафтоводот на Амбо, се намали специфичната тежина на таа база Бонстил. Денес базата Бонстил е маргинализирана и таа во најголем дел служи како меѓустаница на тој трафик на наркотици и на дрога на потегот од Блискиот исток и Афганистан до Западна Европа. Šta je problem sa Turskom? Šta je sad sve ovo što se desilo? Šta se desilo u Siriji? Šta su Rusi uradili u Siriji? Zašto je rat u Siriji uopšte? Pa Katar ima najveće rezerve i najveći izvoznik prirodnog tečnog gasa, u stvari ovog gasa koji je napravljen da bude tečni, da bi mogao se transportuje, jel? Pa čim je Katar krenuo da radi na tome da napravi gasovod koji će ići preko Iraka i preko Sirije do Turske, pa zatim u Evropu, pa tog časa su Rusi se iskrcali u Siriji i rekli ček, imamo mi naš gas, ne treba nama gas iz Katara ovamo. To je cela priča o Siriji, da mi svi pričamo ne znam šta. Amerikanci hoće da prave taj drugi gas. Zašto se prave gasovodi? Te južni tok, te ne znam da li je ovo, da li je ono, gasovodi služe da se postavi svoja vojska koja će da održava taj gasovod. Znači, plasiranje svojih vojnih efektiva tamo gde se tobož pravi gasovod.
onaj gasovod Nabucco, koji nikad nije imao ni jedan gram gasa, ni odakle, ali je imao plan da se postavi taj Nabucco gasovod i da se tu instalira vojska uz taj gasovod. I to je cela priča. Svi ti gasovodi su samo pitanje kuda će proći i iz toga mi razumemo šta će se dešavati geostrateški. Ako prolazi kroz Moravsku dolinu, pa mi znamo šta nas čeka. Zašto su Rusi seli na Pasuljanske livade i na Bagdanski tesnac? Pa zato da tu da ne može da prođe ništa sem njihovog gasovoda. Samo njihov gasovod tu može da prođe. Ista stvar je sa Makedonijom. Hoće li Kinezi napraviti tu prugu? Hoće li Kinezi napraviti taj autoput? Hoće li ta stvar ići sada? To neko mora da se o tome dogovori. Sa kim? Pa sa Amerikancima koji drže vojsku tamo. Kako oni da zaustave Kineze u toj stvari? Pa tu je ozbiljna priča, nije u Južnom Kineskom moru. Tu se radi o tome ko će držati Evropu pod kontrolom. Во овој момент, според резервите на нафтени деривати, Иран се наоѓа на 4-то место во светот, а според резервите на природен газ, Иран се наоѓа на 2-ро место во светот. Наоѓајќи се на 4-то и на 2-ро место, според резервите на нафтени деривати или резервите на природен газ, Иранската република де факто е енергетски најмокната држава во светот. И можеби тоа се причините за тоа заострување на односите помеѓу Соединетите американски држави и Иранската република, бидејќи последните 50 години најголем дел војните на светот всушност мирисат на нафтени деривати. Добро, господин Штер, апроксимативно или приближно, колку еден ден конфликт во Саудиска Арабија, или не знам во Ирак, или во Иран, или во Венецуела, а тоа носи до помала понуда на нафта и нафтени деривати на берзите во светот, колку еден ден носи профит, например? Со зголемување на цени, со паѓање. To je vrlo teško reći. Međutim, dotakli ste interesantnu temu. Ovo što je bilo nedavno u Saudijskoj Arabiji sa napadom, sa dronovima. Некој дрон напад на нафтени Gledajte, најлишта. upravo to govorim. Nafta ima svoju vrijednost i cijenu proizvodnje, cijenu koštanja, baš pravu vrijednost. Ali cijena ne odražava vrijednost, nažalost. Jer čim se dogodi nešto na području zemalja koje proizvode energiju, onda proradi Wall Street. Trgovci, kladioničari, ljudi koji se, špekulanti, koji se bave kupovinom i prodavanjem tih roba, oni dižu cijenu. Nije došlo do nikakvog smanjenja isporuka, cijena otišla gore. Значи, ако има војна, треба да гледаме што прават шпекулантите. Apsolutno. Ако шпекулантите... Centri еден moći или su u два- rukama kapitala. Znači, берзите. Da. Wall Street, Definitivno sam u to Londonski uvjeren. City. Da. Jer nema razloga, kad je bilo prije, nafta je bila 98. godine došla do $140 po barelu. Kad sam ja počeo studirati naftu, 70. godina, kad sam diplomirao, nafta je bila $3 barel. сега 140. Da. To se enormne zgolemuvanje. Enormno, ali taj novac se uglavnom slijeva u ruke špekulanata i igrača na Wall Streetu. Nekoliko je filmova vrlo interesantno napravljeni, Vukovi sa Wall Streeta, Laundromat, svi filmovi koji pokušavaju oslikati dubinu utjecaja kapitala na to, praktički stvara jednu psihozu gdje se govori o tom da će nestati nafta i onda jasno kad nema robe, ona je skuplja, cijena ide gore i to je apsolutno moramo možda čak i početi i od jedne druge stvari, od druge premise o porijeklu nafte. To je interesantno. Kad sam ja studirao, onda su se moji kolege koji su učili na druge fakultete meni smijali, kažu zašto ideš studirati nešto, proizvodnju nečega šta će nestati za 20 godina. Tada je bila projekcija da neće za 20 godina više biti nafte. Jer je nafta proizvod svjetske evolucije i razgradnje organskih tvari, dinosaura, paleozoika, miocena, to su životinje nestale pa se iz njih stvarala ta energija. Ja sam duboko uvjeren već tada bio da to ne može biti razlog. A razlog je taj što nafta ima beskonačno mnogo. I ta jedna teorija koja još uvijek vlada svijetom o postanku nafte je definitivno oboriva. Međutim, mi nemamo argumente da je obaramo, isto kao nemaju ovi koji podržavaju tu teoriju argumente da dokažu da je tako. Naime, jedan problem čovječanstva je da mi ne znamo na čemu sjedimo. Najdublja bušotina na svijetu je 15 km. I sad znamo da se unutar zemljine kori vrši jedan
proces izgaranja magme, pretvaranje nečega u nešto o čemu nemamo pojma, tu i tam proradi nekakav vulkan, pa onda se oslobađa ta energija, ide van, izlazi van i postoje naslage. Ja sam sklon jednoj, to je u stvari jedna osnovna ruska teorija, da su nafta i plin proizvod tih kemijskih procesa koji se događaju unutar zemlje, a oni migriraju prema površinu i onda se zaustavljaju u obliku nekakvog rezervara otkud oni više ne idu dalje jer oni nalaze putovi. Znači, sad da kažete дека може на било кое место на земјината топка. Apsolutno. Со тек на време, Tako. по една 10 или 15 години се појави нафта. Ne, mislim da smo mi tehnološki ograničeni. Mi još nemamo opremu i znanje, tehnologiju da idemo na dublje. Od 15 km je maksimum. Например, гледате Ali kad isporedite tih 15, to nije ništa. Šta je 15 km? Во последните 20 години, после доаѓањето на Владимир Путин на власт или на чело на Руската Федерација, русите драматично менуваат својата политика или менуваат својата стратегија. Односно се соочуваат со фактот дека руските мигови многу помалку можеле да им овозможат на русите доминација на Балканскиот полуостров во споредба со рускиот природен газ. Сушност, рускиот природен газ е многу поефикасен и многу поопасен од руските мигови. Тоа го разбара американците и сите турбуленции кои се случува на Балканскиот полуостров, де факто одеа во правец да им се покаже на русите дека не може да минуваат низ Балканскиот полуостров ако претходно не се договорат со американците или ако претходно не добијат зелено светло од луѓето или војските кои се стационирани на Балканскиот полуостров, а тоа се американските сили. Три клучни проекти, тоа покажува дека американците не се многу среќни со тие три проекти кои поминува низ Балканот. И тоа кореспондира со сите кризи. Ono što ste rekli o tim projektima, to je bio pokušaj Rusije da krene u ekonomsku podršku balkanskih naroda, u svoje ekonomsko prisutstvo. Nije reč bilo o političkom prisutstvu Rusije na Balkanu. Американците тоа го сватиле дека всушност тој руски природен газ е помокен од руските авиони. Ne, Amerikanci to shvatili sasvim drugačije. Amerikanci to shvatili da Rusija vraća se na Balkan. Njima to je smetalo. Mi smo vraćali se na Balkan preko ekonomije. Međutim, njima i to smetalo i zbog toga oni su rekli nikad nećemo dozvoliti da Rusija će vratiti se na Balkan i da balkanski narodi ponovo osjećaju njeno prisutstvo i njenu podršku. I zbog toga mnogo su se trudili da te projekte ostanu u istoriji neostvareni. Македонија немаше оведено санкции против Русија и беше дел од тој руски тек. И тука се дел од тие турбуленции, тука настануваат тие турбуленции. Jeste. Ako bi Makedonija do te mere bila poslušna, isto tako uvela sankcije, Srbija uvela sankcije, bilo bi mnogo mirnije na vašim teritorijama. Значи, всушност, тамо треба да бидат инсталирани влади и режими, односно политички гарнитури кои ќе бидат послушни. Мислите дека тоа е суштината на целиот овој процес? Čini mi se da jeste. Uglavnom cilj je Rusije, a vi ste tu na putu prema Rusiji. I zbog toga toliko stradate. Vi stradate zbog Rusije. I ja ne znam, ako ćete me pitati za izlaz, ja ne znam izlaz. To je izbor svakog naroda. Vidite kako vlast u Crnoj Gori poslušna, narod je protiv. U Srbiji vlast je u većoj meri poslušna, narod je protiv. I NATO i protiv... Bugarija. Da. Vlast poslušna, vlast poslušna, narod znači, a njima je potrebno da i narod bude poslušan. I kako da go napravят narodот послушен? A podelite njega. Значи да го раскарате, да го поделите, да имате контрола на медиумите. И то и врло јасно види се у Македонија. Две нови држави се еват како клучни производители на нафтени деривати и на природен газ во делот на Источниот Медитеран и во делот на Блискиот Исток. Тоа од корење менува целата таа геополитика на Блискиот Исток и на Источниот Медитеран. Тоа е Република Кипар и тоа е Република Израел. Израел за прв пат во својата историја се јавува како нето извозник на природен газ. Стратегијата на Израел е како тој природен газ по воден пат да го донесе до Република Грција, посебно до пристаништето во Солун, а подоцна до Република Македонија и во делот на Балканскиот полуостров. Тој природен пат на израелскиот природен газ мора да помине преку турските територијални води, посебно преку Република Северен Кипар. Турците тешко ќе дозволат и тоа ќе биде ребусот кој Израел ќе треба да го реши. Затоа е разговарано на таа официјална средба на државниот секретар господинот Помпео со македонскиот државен врв. И кога Помпео вели дека Република Македонија мора енергетски да се поврзи со Република Грција,
тоа значи дека Република Македонија во најголем дел да купува природен газ кој потекнува или кој се експлоатира во Република Израел. И тоа е ребусот кој треба да се реши во наредниот период. Грција е клучен сојузник на американците и Република Македонија, ако ги следи инструкциите на американците, треба да соработува со Грција и да соработува со Република Израел. Кој гледате, Кипар никој не го спомнуваше допред 3 или 4 години дека може да биде резервоар на нафта, на природен газ. И одеднаш Кипар се појавува. Израел? Да. Израел, значи два огромna plinska polja uz izraelsku obalu, samo ne znaju šta će s tim jer ne mogu preko turskog dijela Cipra. Oni hoće ići htjeli su ići na Tursku, onda radi Erdoganove politike su se malo povukli, sad misle ići na Grčku. I radi se o tome da Izrael planira izgradnju plinovoda od izraelske obale preko Cipra, tamo bi kupio plin iz Cipra i onda bi došao na Grčku, iz Grčke vjerovatno u Makedoniju, ali opet tu se pokazuje problem Balkana i nas u nemogućnosti da to iskoristimo. Projekcija je da plin iz Grčke ide preko Albanije u Italiju i da to bude glavni put, umjesto da mi kažemo čekajte malo dečki, zašto mi ne bi išli preko Grčke u Makedoniju, Srbija, Hrvatska, Slovenija, pa tamo je puno bliži put. Ali Italija je puno jača zemlja u okviru Evropske unije. Italija ima 3 izvora plina koji dolaze jedan iz Libije, jedan iz Egipta, jedan iz Alžira. Ti plinovi ulaze u Italiju, kroz cijelu Italiju ide na sjever. Industrija Italije je na sjeveru, nije na jugu. I oni i dalje hoće da taj plin dolazi kod njih, jer jasno puno novaca te troši na tranzit plina, od tog se dobiva veliki prihodi i tu se pokazuje kako opet velike države na uštrb malih država mogu provoditi svoju politiku, konkretno politiku postavljanja trase za, u ovom slučaju, plin. Исламот има два крака. Има два дела кои се меѓусебно конфронтирани многу повеќе отколку што се конфронтирани католиците и православците. Носител на едниот крак на исламот или сунитскиот ислам е Саудиска Арабија. Носител на вториот крак на исламот или тој шиитски ислам е Република Иран. Конфликтот помеѓу Саудиска Арабија и Иран е всушност длабокиот конфликт на Блискиот Исток. Тука треба да го додадеме и Израел и Република Израел. Иран сега сака да го дели Блискиот Исток на два дела, на северен и јужен дел, со помош на 3 други држави, кај што шиитскиот елемент е доминантен, тоа е Ирак, тоа е Сирија и тоа е Либан. Иран сака да направи тампон зона. И ниту еден крак на гасовод или нафтовод без дозвола на Иран да не може да помине од Блискиот Исток до Западна Европа. Таа стратегија на Иран е во спротивност со стратегијата на Соединетите американски држави. Основата на конфликтот на Блискиот Исток е обидот на Иран да воспостави доминација на Блискиот Исток со помош на Руската Федерација. Се друго се приказни за мали деца. Иран сака да ја реализира таа стратегија и Иран ја реализира таа стратегија. Воспоставува одредена тампон зона или линија помеѓу источниот Медитеран и Персискиот залив. Таа е под контрола на шиитскиот ислам. Бидејќи е под контрола на шиитскиот ислам, тоа значи дека тама е воспоставена доминација на Иранската република. Руската Федерација има одлични релации во Ирак, одлични релации во Сирија и одлични релации во Либан. И има одлични геополитички релации и комуникација со Иранската република. Зошто? Поради верскиот фактор. Пред 2 или пред 3 недели големиот мајстор или големиот маршал на масоните ја објасни таа релација помеѓу руското православие и шиитскиот ислам на Иранската република. Почестите кои му ги прават во Света Гора, мислам дека тога се Коцијас, министар за надворешни работи, доаѓа со брод Света Гора во Кареја, престолот му го дават. Прв пат и последен пат ние го идовме Путин. И нико nije seo na tu stolicu osim... После падот на Византија. После Василевса Цариградскога нико nije seo osim Putina. И оди на денот кога е пропаста на Византија. Истиот ден кога е последниот ден на Византија, кога османлите влагат во Цариград, денешен Истанбул, тој ден Путин доаѓа во Света Гора и после паѓањето на Византија првиот император или Василевски седнува во престолот во Света Гора. To ima simbolike, očigledno, i da ga svetogorski monasi, ne samo u Pantelemonu, koji je ruski manastir, nego tamo je najveći broj grčkih manastira, da ga doživljavaju kao pravoslavnog državnika koji ima svest o pravoslavlju i ima svest o odbrani pravoslavlja, koje je sa mnogo strana ugroženo, od varijante unijaćenja pa preko ovih. Mada je ta verska situacija u Rusiji, koja ima i muslimane, i katolike, i budiste i tako dalje, mnogo drugačija nego u svim drugim zemljama. Например, Rusko pravoslavlje
I pravoslavlje inače je blisko sa ovim islamom koji gravitira iz Irana, ne iz Saudije Arabije. Vrlo su bliski i... Znači ne su sunitite, tuku su šiitite. Da. Po koji del? Generalno, iranski muslimanski pravac je mnogo bliži pravoslavlju nego što možemo da zamislimo. Во сегашната геополитика или пред на сегашна геополитичка разместеност на фигурите на таа табла, во делот на Блискиот Исток и во делот на Источниот Медитеран, клучно за нас во Република Македонија е да се соочиме со фактот или да го прецепираме фактот дека пред на ваква поставеност на фигурите, клучен сојузник на Америка и на Вашингтон во делот на Источен Медитеран е Република Грција. Последните 2 години и претходниот грчки премиер господинот Ципрас и сегашниот грчки премиер господинот Мицотакис има официјални средби, значи во 2 години да официјални средби со американскиот председател Доналд Трамп. Тоа покажува каква е специфичната тежина на Република Грција, односно дека Република Грција во моментот е клучен сојузник на американците во делот на Источниот Медитеран. Почетокот на октомври во посета на Македонија беше државниот секретар, господинот Помпео. Кажа 2 работи, едната не е толку битна за оваа емисија, дека во основа кинеските кредити се коруптивни и дека треба да внимаваме на кинески кредити, а тие кредити се користени за 2 траси на автопатиштата кон Грција и кон Албанија. И втората поента која кажа дека е добро дека Македонија се поврзала енергетски со Грција и дека треба тоа да го прави во иднина. Колку што можам да разберам, стратегијата на американците е Грција да биде нивниот стратешки партнер, не само политички, туку и енергетски, и дека преку Солун треба сите тие кракови и траси додат и во Италија, и на Балканскиот полуостров, постои оној нафтовод од Солун до Скопје, а подосна и до Косово и до Србија. Како вие би дефинирале таа американска стратегија, Грција да им биде енергетски клучен партнер во Европа? Бугарите очекуваат да бидат, не успеа. Турците очекуваат да бидат, не успеа, на крај се појава Грција. A Grci su to politički dobro odigrali, oni su vrlo stalna i, ja bih rekao, vjerna članica NATO-a. Mi godinama smo vidjeli da je Grčka bila u velikim ekonomskim problemima, pa je Amerika se jako zauzela da se ti problemi premoste, pritisnula Evropsku uniju da daju Grčke ogromne kredite koje Grčka, moramo priznati, dobro iskoristila i vratila je novac koji je bila dužna. Međutim, činjenica je da je Grčka jedan stabilan partner Americi u tim geopolitičkim krugovima. Turska sigurno nije stabilan partner, pogotovo radi ovoga što se događa svakih toliko od kad je gospodin Erdogan na vlasti. I jasno da onda Amerika forsira suradnju sa svojim saveznicima, u ovom slučaju, vašem slučaju je to Grčka. Русија сака да го реализира тој план Б4, Вучи сака да го реализира тој план Мал Шенген. Ќе видиме што тоа ќе се реализира на теренот, меѓутоа ајде да видиме која е разликата помеѓу планот Б4 и Малиот Шенген. Што е ова бркање на руски агенти во Србија? Како вие тоа би го дефинирале? Одеднаш Србија, после доаѓање на тие ракети С-400, почна да брка руски шпиони и агенти кои подкупуваат српски шпиони и нели дел од медиумите блиски на Александар Вучич велат дека всушност тоа се прави за да се натера Србија да стане членка на НАТО. Ако се гледа и стратегијата на НАТО, се извинувам, видите, сите држави околу Србија треба да станат членки на НАТО. Тоа Србија би била изолирана. Tako je. Ali vidite, ne odgovara NATO paktu Srbija van NATO pakta. Mislite? Da. Ili im odgovara da imaju slobodan prolaz onda, na primjer. Ali im svakako ne odgovara ništa što je u dubini njihove teritorije, što je van njihovog domašaja. A Srbija bi bila, iako je u dubini NATO teritorije, sad posebno kad Republika Makedonija uđe, to im ne odgovara. Nije samo Srbija, nego i Republika Srpska. Odnosno, praktično čitava Bosna i Hercegovina. Republika Srpska stavlja veto. Tako da to nije mali prostor. Tamo 13 mjeseci nema formirano vlada. Nema. A pa ste Crna Gora. To je država na aparati za dišenje zbog za Bosnu i Hercegovinu. Ali Crna Gora nije imala referendum, zato što bi pristalice NATO pakta izgubile referendum. Pa dobro, Crna Gora beše bombardirana 99. godina. Isto, ako ne i poveke. U Makedoniji nije prošao referendum za NATO, pa je... Znači, oni znaju šta su radili na silu. I znaju šta bi bilo kada bi se još malo promenile te geostrateške okolnosti. Se govori za neki dogovor od Helsinki помеѓу Путин и Трамп. Има ли некои назнаки дека тој договор навистина постои? Дека во наредниот период можеме да очекуваме на нова геополитика, на нова Јалта на Балканскиот полуостров? Можно ли е тоа да ни се случува, не знам, после 30 години од падот на комунизмот? To je sigurno moguće, ali moramo da sačekamo izbor u Americi.
A da se mešaju karte na drugi način, mi to vidimo. Pa pogledajte Siriju. Apsolutno. Pogledajte Siriju. Znači, Amerikanci su se povukli sa znatnih delova teritorije Sirije. Oni su de facto izgubili taj rat, u kome navodno nisu ni učestvovali. Ali na kraju su se i povukli. Dakle, pogledajte Tursku, koja je nevoljni saveznik i član NATO pakta danas. Ona je mnogo bliža sa Rusijom nego sa NATO paktom. Vidite, imate raketi S-400 u Srbiji, imate vo Turcija. Jest. Znači, stavili se dvete točki. Tako je. Kada može se povlići odredena vertikala. Tako je. Odnosite pomegi Srbije i Turcija nikogaš ne bili na povisoko nivo. Veoma su dobri odnosi među Srbije i Turske. Koliko što jaz možem da vidam, site барања на Ердоган, Вучич ги има исполнето. Вклучително и оние луѓе блиски на Фетула Гюлен, кои се собрани, ставени в авион и испарачени на Ердоган. Nije druga balkanska država, го нема тоа направено. A to treba tumačiti zajedno s paketom odnosa Moskve i Ankare. I treba tumačiti tako, to je vrlo važno, da pravoslavna civilizacija i islamska civilizacija mogu zajedno. Imaju prostora da naprave kompromis. Na kraju krajeva, pravoslavna i islamska civilizacija su trenutno u odbrbenoj poziciji u odnosu na Zapad. Jer Zapad je napao i jedne i druge. Odnosno da sve prigrabi sebi. На крајот на криштата, не умреа сите тие луѓе кои беа во Цариград пред доаѓање на османлиите. Океј, еден дел се иселија на Запад, меѓутоа најголем дел од нив остана да функционираат во рамки на Османлиската империја. Дел преминаа на ислам, дел остана како Највеќи број ние, остали су дел од православни грци. фанариотите, подоцна со помош на Русија правеа мали државички по должината или по течењето на реката Дунав, Сигурно. каде што во најголем дел грци беа министри за надворешни работи. Значи таа симбиоза Je на moguće. фанариоти, на ислам, на турското гледање на исламот. Pa to je i ruska neka koncepcija geopolitike da u stvari među pravoslavnih i muslimana treba otopljavati odnose. A takođe o tome je pisao arhijepiskop Anastasios, arhijepiskop Tirane, u stvari, da su islam i pravoslavlje ipak najbliži jedno drugom. Znači, to možda zvuči neverovatno za naše gledalce, ali je to tako. Evo, pogledajte jedan primer, kad govorimo, na primjer, o Grcima. Единствено договор Русија и Турција може да задоволи две работи. Русија да биде новиот третиот Рим и да има контрола врз Цариград, и турскиот модел на исламот да биде доминантен модел на исламот во светски рамки. Тој на Русија и на Турција им одговара. Sigurno, s tim što naravno pitanje da li to Turska može da uspostavi da njen islam bude dominantan, posebno znači kad je Конфликтот во Турција мислам дека е токму околу тоа. Dobro, Turska je Арапската лајчала. пролет беше направена да се наметне нова форма Така на е, ислам. јесте. Ердоган сметаше дека неговите 5 минути доаѓаат и дека тој ќе може да го наметни својот модел на ислам, и тука настанаа конфликтите. Ali vidite jednu stvar, koliko je ruska politika bila promišljena, na primjer, u Turskoj. Sećamo se svi aviona koje je srušen. Dakle, Rusi bi, pošto su imali saznanja da se sprema atentat na Erdogana, mogli samo da puste da se to dogodi. Oni to nisu radili i dobili su Erdogana za sva vremena. On im je zahvalan. Oni su mu spasili glavu, tako da će Rusija i Turska, dok god je Erdogan na vlasti, i Putin, a i neko posle Putina, biti vrlo važni saveznici, a to i nama odgovara. To odgovara i Srbima i Makedoncima. При посетата на државниот секретар Мајк Помпео на Република Македонија, тој беше некаде пред 4 месеци, кажа две работи. Треба да се внимава на кинеските кредити, кои во основа може да бидат коруптивни, и тоа е помалку важно за Република Македонија, односно може да биде важно само за оние кинески кредити кои се сега процесирани во судската постапка. И ако државниот секретар каже дека кинеските кредити се коруптивни, тогаш можеме да заклучиме каква ќе биде судската разврска околу тие кинески кредити во Република Македонија. Меѓутоа, многу поважната работа која Помпео каже во Република Македонија, односно да даа пресконференција во Охрид, е дека Република Македонија енергетски треба да се поврзи со Грција. Односно дека Солун треба да биде клучниот центар кој енергетски ќе поврзи Република Македонија и преку Солун Република Македонија да се снабдува со природен газ и со нафтени деривати. Тоа ја зајакнува максимално грчката позиција. Всушност Грција во партнерство со Израел треба да го носи природниот газ и новите нафтени наоѓалишта преку Блискиот Исток, преку Егејското море, преку градот Солун на територијата на Балканскиот полуостров и во југоисточна Европа. Сега да кажете дека ако е Солун центарот, еден крак ќе оди кон Македонија на тоа што е пат од американците, дека грците во најголем случај ќе купат од Израел или од Кипар нафта или плин, односно природен газ. Значи, овие битки... A možda će kupovati od Turske, isto tako, jer i Turska ne može proći bez Grčke, plinovi iz Turske Значи, ne Грција može е proći. клучна сега. Grčka je ključna. Наплатна рампа ќе биде Грција. Da. И тие милиарди кои Za требаше, ulazak u Evropu. тие милиарди кои требаше или во Бугарија или во Турција, се ќе останат во Грција. Tako je.
На крај шахот грците секогаш најдобро играат кога станува збор за парите. Да. Вие ги познавате тие работи, сте работели во Русија, сте биле директор на нафтена компанија во Русија. Можеме ли да ги дефинираме разликите на таа нафтена стратегија на русите и на американците на Балканот или на таа гасоводна стратегија? Да. Бидејќи се извинам, Бон Стил беше направен меѓу другото да може да штити одредени нафтоводи или гасоводи кои требаше да поминат низ Балканскиот полуостров. Тоа беше едно од улогите на Бон Стил базата во Косово. Тоа не се реализираше. Кои се двете стратегии, руска и американска? Američka strategija, po meni, sad ja ulazim u područje koje nije moje primarno područje ekspertize, američka strategija je oslabiti Rusiju. Točka. На секоја, Što slabija Rusija, to je Americi bolje. на секоја Na svemu. точка. Na svemu. Nažalost. Nažalost. Govorim nažalost zato jer 16 godina koje sam proveo na radu u Rusiji, radio sam za INU, radio sam za američke kompanije, radio sam za rusku kompaniju u Rusiji, upoznao sam Rusiju jako dobro. Rusija nema ekspanzionističke namjere prema Europi. I ja to mogu potpisati krvlju svojom. Međutim, ko sam ja da dajem garancije? Po meni se trebalo, a možda će se još razmišljati, kako je Europska unija nastala na temelju sporazuma o čeliku i ugljenu, tamo davnih 60. godina, tako bi trebalo razmišljati o stvaranju energetske unije sa Rusijom. Europska unija bi trebala priznati ovisnost o ruskim energentima, prvenstveno plinu, a onda i nafti. To se već formalno i događa. Njemačka to radi. Njemačka polaže sjeverni plinovod iz Rusije, bez obzira na to što se Amerikancima to ne sviđa. Ви гледате, на изборите во Германија, Зелената партија се појава како трета политичка сила, после партијата на Меркел. I bit će sve jača. И ќе биде се посилна. Од каде може Германија да го приме или да го купува тој чист енергенс? Најмногу од Русија. На крајот на криштата, се извинам, на крајот на криштата на русите секош им одговара да ги финансираат јавно или тајно тие зелени партии, бидејќи на крајот на денот тие зелени партии секош ќе се залагат повеќе за природен газ, кој е еколошки почистен газ, отколку за нафта, јаглен или нуклеарни централи. И тоа е реалноста политичка во Европа. Pomalo se i to gubi. Do prije 10 godina se računao plin kao najčišći energent. Međutim, i on ispušta u atmosferu i CO2, jasno puno manje nego fosilna goriva drugog porijekla, odnosno drugog oblika, nafte konkretno govorimo, ali je napretkom na području proizvodnje alternativnih, ekološki prihvatljivijih, a to govorimo o energiji sunca, solarni paneli, solarni kolektori i vjetroelektrane, Njemačka je već uspjela dostići vrlo visok stupanj proizvodnje tih alternativnih energija koji potiskaju pomalo i plin. Međutim, plin će i dalje uvijek ostati vrlo bitan jer plin nije samo energent, plin je i sirovina za plastiku. Sve plastične materije na svijetu se proizvode iz plina. On je osnovna sirovina za proizvodnju plastike. Prema tome, ne smijemo zaboraviti da plin nije samo energent, nego je istovremeno i sirovina za proizvodnju onoga bez čega čovječanstvo ne može. Je da to zagađa atmosferu, ostavlja se jedno neodgovorno ponašanje sa plastikom, može stvoriti i stvorilo već velike probleme, ali plin ima dvojaku ulogu. Која е стратегијата на русите во делот на Балканскиот полуостров и што во наредниот период русите планира да прават во делот на Балканскиот полуостров и во делот на Југоисточна Европа? За тоа анализираме со господинот Раковиќ. Сушност, за да можеме да сватиме во кој правец ќе се движи Балканскиот полуостров, а во таков контекст да видиме кај ќе се наоѓа Република Македонија, треба да ја дефинираме руската стратегија. Ние дефиниравме американската стратегија со господинот Штер. Ајде да видиме која ќе биде руската стратегија. Раковиќ, ако се вратиме 100 години назад, ке нас се прикажува на Сител телевизија една серија далеко од дома. Тоа е војната околу Смирна или околу Измир, кај што грците доаѓаат на 100 километри до Анкара. Tako je. Тогаш Турција е спасена со помош на Франција, на Русија и на Италија. Tako je. Британците Ne инсистираат... na Rusija, Rusija nije postojala. Советскиот сојуз. Pa, Советскиот... mislim, Francuska, Italija i Engleska su to odigrale ključnu ulogu i podržale i pomogle Turcima. Да. Izdali su Grke, Da. svoje saveznike Да. iz prethodnog rata. Историјата кога да се повторува. Некои од тие играчи заедно со Русија ќе кројат политиката или геополитиката на Балканскиот полуостров. A, to sigurno. Pa ne može... Избран ли е Вучич тоа да го прави?
pa da ostavimo da vidimo u narednim mesecima šta će se dogoditi. Dakle, mi još uvek ne znamo koji faktori će krojiti politiku na Balkanu. Jaz mislim, дека Srbija ќе биде фактор, за Vučić не сум сигурен. Значи, ајде вака да можам на некој Srbija ne начин može da bude faktor da sama kroji prilike na Balkanu. Srbija to može da uradi samo sa podrškom drugih zemalja, velikih sila. Единствени две невралгични подрачја во моментот се Балканот и горе Балтичките републики. Поврзано со Украина, да речеме, таа spomenuli ste Ukrajinu. Таа некоја вертикала и гледаме сега тоа што случува во Америка, значи главните политички битки се токму околу Украина, дали синот на Бајден имал тамо бизнис интереси и дали Бајден или поранешниот потпредседател на Америка поради тие интереси на синот и предизвикал конфликти во Украина, конфликти помеѓу Украина и Русија. Значи тие се. Можеме ли да дефинираме таа стратегија, ако веќе дефинираме американската? Ja se bavim ruskim plinom već skoro 40 godina. U 40 godina je Rusija svega 2 puta obustavila isporuku plina prema Europi. I oba 2 puta radi Ukrajine, jer Ukrajina nije plaćala račune za tranzit ruskog plina. Odnosno, nije plaćala račun za ruski plin koji ona sama trošila. A tranzit ruskog plina je bio isključivo moguć preko Ukrajine. Zato sad Njemačka gradi sjeverni tok, zato Turska pokušava napraviti južni tok da se obiđe Ukrajina i u tom slučaju ne vidim razloga i načina da bi Rusija zaustavila dotok plina prema Europi, jer Rusija živi od tog plina. Ona bi sebi pucala u nogu. Rusija ako godinu dana ne isporučuje plin u Europu i ne dobiva za njega novac, to ruši se ruska ekonomija. Tako da ljudima to nije jasno, to su ogromni novci koji Rusija dobiva od tog plina. I zato je on za nju toliko bitan. Međutim, ovi sukobi između Rusije i Ukrajine, koji je opet po meni izazvan sa određenim interesima unutar američke birokracije i administracije, to nije pitanje Europe i Rusije, nego je pitanje Amerike, unutarnje pitanje Amerike u odnosu na Rusiju i Ukrajinu. To se sad pokazuje zadnjih dana sve više. Još jedan prilog tvrdnjama da Rusija može koristiti plin kao oružje je to da za vrijeme sukoba u bivšoj Jugoslaviji, kad se Hrvatska nije Rusiji 2 godine plaćala uopće za plin koji je bio isporučen. Srbija još dulje. Rusija nikad nije obustavila isporuku, a mogli su iskoristiti to kao recimo pritisak na Hrvatsku, jer Hrvatska nije imala toliko vlastitog plina da bi mogla preživiti bez ruskog plina. Nikad nije došlo u obzir to moguće uplitanje Rusije u sukob na ovom području preko energije. Nikad. Се појавија неколку големи нафтени компании, регионални, едната ОМВ, другата е МОЛ. ОМВ имаше една многу нагорна линија, стигна до Србија, на хрватскиот пазар, на пазарот на Словенија, на пазарот на Босна и Херцеговина, еднаш застана. Имаше мноштво шпекулации дека главен акционер во ОМВ е Беџет Пацоли, еден од најбогатите албанци, дека има своји акции во ОМВ. Можат ли тие компании, како ОМВ, како МОЛ, да речем има и многу политика во себе. 2 од последните неколку хрватски премиери падна поради аферата Суина МОЛ, тоа е господинот Санадар и господинот Карамарко. Значи, има многу политика во делувањето на МОЛ и таа маđarска геостратегија за да биде присутна тука на Балканскиот полуостров, како продолжена рака на Австро-Унгарија, што се вели, меѓутоа ОМВ одедна застана. Има ли можност, освен Лукойл, евентуално Shell, некои други компании да го освојат Балканскиот полуостров? Teoretski da, ali niko nema interesa. Mi smo premalo područje. Нема пари. Nema interesa. Tu nema para. Nema velikog profita. Nas je malo, koliko god mi mislimo da smo veliki, mi smo mali, potrošnja je mala, industrija je slaba i mislim da nikome ne predstavljamo nekak. Dok sam bio na čelu INE, ja sam imao sastanak sa šefom BP-a i ja sam njega pitao otvoreno, hoćete vi doći, imate interes doći u Hrvatsku? Rekao, to je tako razbijeno područje, cijela regija je tako mala, tako je nejedinstvena da za nas kao veliku naftnu kompaniju je to potpuno neinteresantno. British Petrol, da. I kasnije, kad je British Petrol kupio udio u toj ruskoj kampaniji u kojoj sam ja radio, TNK,
sa istim tim čovjekom koji je Bob Dudley, on je danas predsjednik BP-a, sam u jednom prilikom razgovarao o tome, rekao, zašto tada niste htjeli ući? On mi je ponovio isto to što mi je rekao ovaj direktor prije njega, premali ste, beznačajni i za nas ste neinteresantni. Prema tome, ekonomski nismo interesantni, ali kao sredstvo neke interne male političke borbe i pokazivanje mišića, jasno da tu ima interesa. OMV ne bi usporedio sa MOL-om, jer OMV je vrlo tradicionalna kompanija koja se drži prvenstveno u Austriji, ima nešto malo u Rumunjskoj i u zadnje vrijeme više povukli su se iz Hrvatske, prodali su svoj lanac malo prodaju u Hrvatskoj, koncentrirali su se prvenstveno na svoje polje interesa, to je Austrija i Rumunjska, nešto malo oko istraživanja, ali MOL ima velike ekspanzionističke planove, MOL je kupio rafineriju u Slovačkoj, prema tome cijelo tržište Slovačke je njegove, MOL je preuzeo hrvatsko tržište, ne samo tržište, nego je preuzeo cijelu INA-u, a da nije većinski vlasnik dionica, spretni su dečki, i imali su rafineriju u Italiji koju su morali napustiti, nije bila profitabilna, ali su se oni koncentrirali upravo na to i pokušavaju postati hub, pokušavaju postati čvorište plinskih puteva, novi, jer imamo u Austriji Baumgarten, to je jedno čvorište kud dolaze plinovodi raznih zemalja. Mađarska strana, odnosno MOL, mađarska država preko MOL-a pokušava to napraviti i u Mađarskoj, da oni postanu relevantni kao čvorište, stjecište putova plina, a ne samo za provoz plina, nego za formiranje cijene plina, jer tamo na čvorištu se određuju cijene energenata u određenim momentima. Znači, to je strategija ta? To je strategija MOL-a, odnosno mađarska strategija. Ne bi je nazvao hegemonistička, to je strategija ekonomskog razvoja, gdje je MOL od jedne skoro beznačajne kompanije, kad smo mi pregovarali u INA-i sa spajanjem sa MOL-om, mi smo bili jednaki. I trebali smo se spajati na bazi 50-50. Danas je MOL 10 puta jači od INA-e, a prošlo je svega 20 godina. Znači, dobri relacije su Rusija, ko govorim za MOL, mislim na Orban, mislim na Orban. I ne samo relacije, nego i kapital ruski u MOL-u. V MOL. Dobri relacije su Germanija, relativno dobri relacije su administracijata na Trump, veliki ambasadorat na Amerika v Budimpešti je ličen prijatelj na Viktor Orban. I bez razlika što imat konflikt so Soros. Odlične relacije su Izrael, odlične relacije su Izrael i su evrijsko lobby, ki se veli deka vo Mađarsko, odnosno Budimpešta, еврейско лоби, колку да тоа звучи пежоративно, има исклучително големо влијание. Mađarska je u zadnjih 10-15 godina napravila ogroman iskorak. Mislim da Orban, nekom se može Orban sviđati ili ne, ali mislim da on dobro radi, dobro vodi Mađarsku u ekonomskom smislu. Što je osnovno? Unutarnje političke, ne znam, jer Mađari su mi dosta nejasni, vidim da se sad diže opozicija protiv Orbana, ali on se državnički ponaša, on je dobar stav uzeo prema migracijama. Koliko god se njega kritiziralo u okviru Europske unije, on kaže da njima, Mađarima, kojih ima 10-11 miliona, neće niko promijeniti habitus države. I neće dozvoliti da se taj broj migranata penje iznad određenog broja na koji su pristali. Ne prihvaćaju diktat Europe za otvaranje granica, oni su prvi počeli postavljati žicu. Koliko god sam ja osobno protiv te žice, na neki način se mora štititi interes države i stanovnika, autohtonih stanovnika te države. Migrantima treba pomagati na sve moguće načine, eventualno pomoć da se konflikti u njihovim zemljama koji njih tjeraju prema Europi smire i smanje, tako da oni ne odlaze iz svojih zemalja. Ali šta se dogodilo? Dogodilo se, Turska drži ključeve momentalno za migracije, prijete sa 2,5-3 miliona ljudi koje bi oni mogli pustiti u Evropi, koje bi moglo destabilizirati Evropu. Веќе неколку години во Иранската република се води тој конфликт помеѓу либералните структури и конзервативните структури. Последните 3 или 4 години тој конфликт веќе станува видлив помеѓу етоласите на една страна, војниот фактор на една страна и либералното крило кое е персонифицирано преку претставителите на Иранската република. Де факто еден дел на иранското општество сака мир со Соединетите американски држави. Тој мир им е неопходен за да можат економски да го стабилизират Иран. И не само економски да го стабилизират Иран, туку ако сака Иран да има добри релации со Кина и со Русија, тогаш мора да има добри релации со Соединетите американски држави. Билике најголем дел од големите руски кинески компании работат
со Соединетите Американски држави се котират на американските берзи. И ако Иран сака да има комуникација и соработка со тие компании, мора да има добри релации со Соединетите Американски држави. Ако нема добри релации со Соединетите Американски држави, тогаш тие руски и кинески компании кои работат со Иран може да потпаднат по американските санкции. Оттаму тоа либерално крило во Иранската република сака да постави мир со Соединетите Американски држави. Тоа воспоставување на мир со Соединетите Американски држави е спиритус моментс на економско рехабилитирање на Република Иран и воспоставување на добри односи не само со Америка, туку со Кина и со Русија. U trgovini postoji, u trgovačkim kućama postoji jedan termin on the wagon, off the wagon. Znači, kad meni odgovara, ja sam na vlaku. Kad meni ne odgovara, ja iskočim s vlaka. Vlak ide dalje, ali sam ja ostao vani. I to, nažalost, poprima u svijetu koji je postao izuzetno brz korištenjem telefona, interneta, svih ovih novih sistema komunikacije, postao puno brži nego prije i procesi se brže događaju. I u vrijeme mog djetinjstva se svijet mijenjao i moji roditelji su smatrali da moja tadašnja duga kosa i Beatlesi nemaju mjesta šta tražiti u njihovom svijetu. Ali to je proces koji je isto relativno polako. Međutim, danas se to događa u sekundi. Kako se internet promijeni, društvene mreže, organizacija. Ja za uvijek užasavam toga, ali da je Hitler imao internet, svijet bi danas drugčije izgledao. U svoju vojnu silu koju je imao i širenje te jedne fašističke ideje koja je imala plodno tlo u više zemalja. Nažalost, to se vidi. Ja? Prema tome, tu svijet treba postati pametniji, a postaće pametniji jedino ukoliko se uspije na neki način stvoriti i uvesti ta umjetna inteligencija preko koje će se moći upravljati određenim društvenim procesima, ali sad je pitanje da ona ne preuzme na sebe ulogu gazde i da na kraju mi ne postanemo sluge nekakvog velikog nadkompjutera i da mi svi postanemo roboti u službi takve nekakve civilizacije. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме повторно недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.